ВМРО ДПМН смета дека роднински и политички причини се клучниот адут АД Баргала да не заврши во стечај. Од партијата се сомневаат во исправноста на предстечајната процедура, но и на вештачењето. Од тука тие денес праша. Дали во тек на стечајната постапка е направено сомнително вештачење која не ја изнесе реалната слика на виделина? Дали се точни шпекулациите дека сметката на Баргала е блокирана повеќе од 700 денови, кој е добар основ за покренување на постапка по членот 5 од Законот за стечај? Дали следствено на погоре кажаното, законите важат еднакво за сите во државата или криминалната власт е повластена, а останатите се должни да плаќаат високи казни и незаштитени да бидат отпуштени од работа? Почитувани, вработените на Баргала мораат да бидат исплатени и обештетени. Тоа е приоритетна работа на судската власт, која треба во најитна процедура да ја оконча судбината на оштетените работници. Во врска со пресод на ВМРО ДПМН, ТВ Стар побара став и од основниот суд Штип, од каде што бевме известени дека коментар на пресконференцијата немаат, освен официјалното соопштение во врска со одлуката на судот во која информираат дека на 9 септември е донесено решение со кое се одбива предлогот за поведување на стечајна постапка за акционерското друштво Баргала. Согласно Законот за стечај, предлагачите можат во рок од 8 дена да поднесат жалба преку овој суд до апелационен суд во Штип.